Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе обработиме глава 18 од книгата Дела. Ако имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите кај стих 9. Во претходната епизода видовме како во Атина Павле ги чекаше Сила и Тимотеј да се вратат од Солун. Но, со оглед на тоа што нивната посета на христијаните во Солун траеше подолго од очекуваното, апостолот Павле тргна за Коринт и таму се сретна со своите соработници. Додека беше во Коринт, Павле престојуваше во домот на еврејскиот брачен пар Акила и Прискила. Покрај тоа што тие беа побожни луѓе, имаа и иста професија со Павле – правење шатори. Павле им помогна да ја спознаат христијанската вера и да го следат Христос, а набргу тие станаа и негови блиски соработници во ширењето на Евангелието. Да почнеме со читање, стихови 9 и 10. И му рече Господ на Павле во видение ноќе: не плаши се, туку продолжи да зборуваш и не замолкнувај, зашто јас сум со тебе, и никој не ќе посегне да ти направи зло, бидејќи имам многу народ во овој град. Павле се соочи со сериозна опозиција во градот Коринт. Да, некои луѓе поверуваа во Евангелието, но исто така имаше и многумина кои вршеа отпор. За да не се обесхрабри, Господ во видение го утеши апостолот, нагласувајќи дека е со него, дека никој нема да може да му го одземе животот и дека во тој град има верници. Замислете, во град каков што беше Коринт, полн со блуд, Бог имаше луѓе кои му веруваа и го следеа неговиот пат. Можеби Павле сакал да си замине од градот и да оди на друго место, и затоа Бог му ги кажа овие работи. Откако го прими ова видение, Павле одлучи да остане во тој град малку подолго. Стих 11. Тој остана таму 1 година и 6 месеци и ги поучуваше од Словото Божјо. Апостолот престојуваше во тој град 18 месеци и редовно поучуваше од Божјиот збор. Стихови 12 до 17. А кога Галион беше намесник во Ахаја, јудејците еднодушно го нападнаа Павле и го одведоа на суд велејки: тој ги учи луѓето да го почитуваат Бога спротивно од законот. И кога Павле сакаше да одговори, Галион им рече на јудејците: јудејци, ако имаше некоја неправда или зло дело, лукаво, веднаш ќе ве ислушав по должност. Но, што ме препирката за учење и за имиња и за вашиот закон, разгледајте сами, зашто јас не сакам да бидам судија во тие работи. И ги истера од судот. Тогаш сите елини го фатија Состен, началникот на синагогата, и го биеа пред судот, а Галион и не обрнуваше внимание на тоа. Некои библиски коментатори го критикуваат Галион за овие негови постапки, велејќи дека бил класичен римски судија, кој единствено бил заинтересиран за редот и законот, без при тоа да има сочувство кон началникот на синагогата во овој случај. Се надевам дека нема да ме сватите погрешно, но во одредена смисла сакам да застанам на страна на Галион и ќе ви кажам зошто. Ми се допаѓа неговиот став кога вели дека не сака да се меша во прашања кои се однесуваат на верата. Тој знаеше дека негова одговорност е да носи пресуди во однос на прашањата поврзани со римскиот закон, но не сакаше да носи каква било одлука поврзана со верувањата на луѓето и тоа што го проповедаат. Во суштина, Галион веруваше во слободата на вероисповед. Би сакал што повеќе луѓе да имаат таков став како него и наместо да ги осудуваат другите, да ги остават да веруваат во тоа што го сакаат.
За жал, денес живееме во време во кое така наречената слобода на говор често ја потиснува слободата на вероисповед. Например, ако јас поради мојата вера сум убеден во одредени вредности, тоа треба да подразбира целосна слобода да зборувам за тие вредности, дури и ако другите се навредени од тоа. И тугите верувања може да бидат навреда за мене, но јас немам право да им кажувам на другите што смеат, а што не смеат да веруваат. Ке продолжиме со читање на текстот, стих 18. Откако помина таму уште некое време, Павле се прости со браќата и отплови за Сирија заедно со Акила и Прискила. Откако ја острига главата во Кенхреа, бидејќи беше дал завет. Заветот за кој Лука пишува најверојатно е Назарејскиот завет за кој читаме во Стариот завет, односно во Мојсеевиот закон. Доколку сакате да дознаете нешто повеќе за овој Назарејски завет, тоа можете да го сторите преку читање на глава 6 од книгата Броеви. Но, некои христијани имаат проблем со тоа што Павле почитувал завет кој е дел од Мојсеевиот закон. Тие велат, зарем христијаните не живеат под благодата? Зошто тогаш Павле се потчинил на законот? Да, вистина е дека христијаните живеат под благодата, а не под законот. Но, верувам дека има делови од законот кои и ние денес можеме да ги почитуваме доколку имаме конкретна и јасна цел за тоа. Се разбира, се додека целта зад сето тоа не е придобивањето на спасението. Значи, поентата со доктрината дека ние не сме под законот е дека ние не се спасуваме преку почитувањето на Мојсеевиот закон. Но, ако некој одлучи да го почитува законот, како Павле во овој случај, тоа не е забрането. Верувам ќе се сетите дека кога Павле го зеде Тимотеј со себе, тој побара од него да се обрезе. Дали Тимотеј мораше да се обрезе? Се разбира дека не, но Павле побара од Тимотеј да го стори тоа, односно да го исполни тој дел од Мојсеевиот закон, за да може да биде поефективен во споделувањето на Евангелието со јудејците кои беа обрезани. Дозволете ми да ви дадам и друг пример кој верувам дека ќе биде релевантен и применлив во нашиот контекст. Мојсеевиот закон забранува јадење на неколку видови месо, меѓу кои е и свинското. Дали денес христијаните имаат забрана да јадат свинско месо? Се разбира дека не. Но, дали некој христијанин може да одлучи да не јаде свинско месо? Да. Например, ако некој христијанин седи на трпеза со муслимани, тој може да одлучи да не јаде свинско месо од почит кон оние со кои споделува оброк. Тоа значи дека поради нашата вера кон Господ, ние имаме слобода да се подчиниме под Мојсеевиот закон, не за да го придобиеме спасението, но за да ги придобиеме луѓето за Евангелието. Патем, во стиховите кои предмалку ги прочитавме, Лука вели дека Павле отплови за Сирија заедно со Акила и Прискила. Интересно е тоа што апостолот Павле многу ретко патуваше или одеше на мисија сам. Тој имаше навика со себе да земе некој од своите соработници. Стих 19. Кога пристигна во Ефес, ги остави нив таму, а сам тој влезе во синагогата да расправа со јудејците. Кога Лука вели дека Павле отиде да расправа со јудејците во синагогата, тоа не значи дека целта на Павле при одењето беше расправијата, туку дека неговото проповедање неминовно водеше кон расправија. Зошто? Бидејќи добар дел од јудејците не се согласуваа со неговата порака. Стихови 20 и 21. А кога тие го замолија да остане кај нив подолго време, тој не се согласи, туку се прости со нив и рече: без друго, празникот што иде, треба да го поминам во Ерусалим.
Ако даде Бог, пак ќе дојдам кај вас. И отплови од Ефес, и Акила и Прискила останаа таму. Стихот вели дека Павле сакал да биде во Ерусалим за некој празник. Во Стариот Завет Бог на израелците им заповеда да празнуваат неколку денови од годината и притоа да се сеќаваат на неговите дела од минатото. Ако некој се прашува зошто Павле празнуваше денови согласно Мојсеевиот закон, јас би дал одговор сличен на оној кој го дадов кога размислувавме за Назарејскиот завет. Апостолот ги правеше тие нешта, односно доброволно се подчинуваше на некои заповеди од законот со цел да ги придобие јудејците за Евангелието. Стих 22. Кога слезе во Кесарија, отиде во Ерусалим да ја поздрави црквата и потоа замина за Антиохија. Овој стих е всушност еден вид на опис на завршетокот на второто мисиско патување на апостолот Павле. Потоа, почнувајќи од стиховите 23 и 24, Лука не известува за третото мисиско патување на апостолот Павле. Тој вели: откако престојуваше таму некое време, тргна на пат и ги обиколи поред пределите на Галатија и Фригија и ги утврдуваше сите ученици. И дојде во Ефес некој си јудеец по име Аполос, родом од Александрија. Тој беше красноречив човек, упатен во писмата. Ова значи дека третото мисиско патување започна од градот Ефес. Станува збор за град во кој службата на Павле ќе биде на вистина успешна и град во кој некое време подоцна ќе го постави Тимотеј како водач на црквата. Но, во стиховите кои ги прочитавме, Лука пишува за нова личност, човек по име Аполос. Во овие и следните неколку стихови, Лука запишува неколку важни нешта кои би било добро да ги знаеме за Аполос. Покрај тоа што неговото име е Аполос, Лука ни дава до знаење дека беше јудеец, односно со еврејско потекло и родом од Александрија. Значи, човекот имаше еврејско потекло, грчко име и беше роден во Александрија, односно во северниот дел од Египет, градот кој беше основан од страна на Александар Македонски. Се верува дека во тој град постоела и високо образовна институција, а историјата сведочи дека една од најголемите библиотеки на тогашното време се наоѓала таму. Септуагинтата, а тоа е грчкиот превод на Стариот Завет, била направена токму во Александрија. Всушност, со тек на време, Александрија ќе биде еден вид на центар за христијанството. За Аполос, Лука вели дека беше красноречив, или со денешен речник би рекле дека е елоквентен. Значи, станува збор за добар оратор, исто како апостолот Павле. Покрај другото, за него дознаваме и дека беше добро упатен во писмата, стих 25. Беше поучен во патот Господов и со распламнат дух, зборуваше и поучуваше правилно за Господ, иако знаеше само за Јовановото крштение. Овој човек го познаваше оној дел од писмото кој ние денес го нарекуваме Стар Завет, но никогаш не беше слушнал за Исус. Тој знаеше дека Месијата треба да дојде еден ден, но не знаеше дека тоа веќе се случило. Стих 26. Тој почна да зборува смело во синагогата. Кога го слушнаа Акила и Прискила, го примија кај нив и му го изложија патот Господов поточно. Со други зборови, овој брачен пар го упати Аполос по Христовиот пат. Му помогнаа да стане христијанин. Патем, верувам забележавте како Акила и Прискила не само што го примија Павле во својот дом, туку привремено беа домакини и на Аполос. Очигледно е дека сакаа да покажуваат гостопримство.
стихови 27 и 28. А кога тој сакаше да замине за Ахаја, браќата се обратија со писмо до тамошните ученици за да го примат. И кога тој стигна таму, многу им помогна на верниците преку благодата, бидејќи силно ги побиваше јудејците пред целиот народ, докажувајќи преку писмата дека Исус е Христос. Аполос беше многу корисен во евангелизацијата на јудејците. Тие како народ го очекуваа Месијата, но голем дел од нив не сватија дека Господ Исус е ветениот Месија. Но Аполос имаше мудрост која му беше дадена од Бог, за да знае како да аргументира по однос на ова прашање. Ке почнеме со читање на глава 19, стихови 1 до 3. Додека Аполос беше во Коринт, Павле, откако мина низ горните земји, дојде до Ефес. Таму сретна некои ученици и им рече: кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? А тие му одговорија: ние не сме ни слушнале дека има Дух Свети. Тој им рече: а како бевте крстени? Тие одговорија: со Јовановото крштение. Овие луѓе беа Јованови ученици, што значи дека беа побожни луѓе, но се уште не беа крстени со апостолското водено крштение и со Светиот Дух. Стихови 4 и 5. Павле рече: Јован крштеваше со покајно крштевање, велејќи му на народот да верува во оној кој иде по него, односно во Исус Христос. Кога го слушнаа тоа, тие се крстија во името на Господа Исуса. Јас лично верувам дека ова е моментот кога овие луѓе се спасија. Тие претходно имаа стравопочит кон Бог, но овој пат поверуваа во Господ Исус, кој е единствениот пат до спасението. Стихови 6 и 7. И кога Павле ги положи рацете над нив, слезе Духот Свети на нив. Тогаш тие почнаа да зборуваат на разни јазици и да пророкуваат, а вкупно беа околу 12 души. Ова беше еден од почетните плодови на службата во градот Ефес за време на третото мисиско патување. Како и претходно, Бог им го даде Светиот Дух на неевреите кои поверуваа во Христос. Во следната епизода ќе видиме што друго се случи во градот Ефес и со каква опозиција се соочи Павле во тој град. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.